вечерината удираше силно мислата, да го разбудам крај него прозорецот, ангелот. Воздигнав со изустување, сериозност налик на моје одобрение чекаше, па создаде морници по телото. Екот на плима, од вода, а тој се бивна во небесата. Јас, во трепет како лист, очајно го барав да грмне од врвот. Во бестрага нека оди значењето на една слика. Зачувана, недопрена, абаклувана. Се рони срцето низ пукнатините, заигрувајќи далеку низ тамарите од краевите на денот со недостатокот од тебе. Со прекрасни стихови од авторот Јасмина Јошевска ја започнуваме денешната промоција. Добар ден, почитувани присутни. Јавната локална библиотека Илинден го одбележува Светскиот ден на поезијата. Поезијата доаѓа од највисоката среќа и од најдлабоката тага. Поезијата и убавината секогаш прават мир. А токму на Светскиот ден на поезијата го промовираме творештвото на Јасмина Јошевска, 6 збирки поезија и 1 роман. Долина на солзите, клавирот на животот, на врв и на дно, димenzionално послание, од до, од чешмата на времето и последен, не поезија, туку проза, романот Остани. Јасмина Јошевска е поетски глас кој припаѓа на поновата македонска поетска генерација, која се наметнува со стаж и автентичен поетски исказ. Таа не очекува да живее и да добие подршка и признание од поезијата, но од животот очекува да биде чист, искрен и чесен, како што би требало да биде секоја добра поезија. Книгите на Јасмина се драгоцени и ретки, бидејќи смирено го менуваат нашиот мисловен и емотивен пулс. Родена е на 18.3.1981 година во Прилеп. Горда Крушевчанка, непокорна, незапирлива. Јавната локална библиотека Илинден ги има сите нејзини дела и тие се веќе достапни до сите наши читатели. Од мое лично име и од име на Јавната локална библиотека Илинден, на авторката и посакувам уште многу нови напишани редови, многу нови поезии, уште многу нови книги и уште многу нови промоции. Да слушнеме уште некој стих, а потоа ви дадам збор, а за читањето на стиховите е задолжена Антонела Николовска, ученичка од Општинското основно училиште Ванча Прке. Повели Антонела. Запирање. Талкам по земјата сува и го барам твоето последно збогу. Преплашено од вжештениот страх, во главата ечи шумот на брзањето негово. Пребегувам низ пусти предели очајнички, во дофат на ронката надеж. Патиштата поврзани и испреплетени, со нискаени дипли, послани за пречекот твој. Гнилеш се сторија моите ставови, кога милион светла се приклучија, во строгата дефинираност со поголеми простори. Јас бегав со инстинкт женствен, загрижувачки. Се сопнав на твоите испуштени зборови. Се чини ги збрав во едно ново место. Судрена со вештачењето на овој обид, го прерипвав со огромен скок небитието негово, за да ги соберам сите солзи, ладни солзи беззначајни, па го скротив летот на птиците и милно го слушнав нивниот джагор. А сега и давам збор на авторката, добродојдете на нашата библиотека и поведете. Благодарам. Јас сум Јасмина Јошевска, родена во Прилеп, мајка на 4 деца, моментално живеам во Скопје. Честа да се биде тука ми ја даде директорката, за која секако прифатив да дојдам во едно место каде што прв пат доаѓам, но вашата топлина и вашата присутност денес ми дадоа да знаете дека убава е секоја средба. Животот не е розев, но да му дадеме розева боја за да можеме понатаму да го продолжиме. 6 книги поезија, почнувајќи Долина на солзите. Долина на солзите е наречена затоа што животот буквално е долина во која имаме солзи, кога за убаво, кога за неубаво, но тие се дел од нашиот живот. Во клавирот на животот ги барам новите ноти кои ќе ме освежат, ќе ме задржат, но и ќе ми дадат смисла да одам понатаму. Кога ги примам ударите од чешмата на времето, прашувам, доволно ли е Господе или што уште има за мене?
Во романот Остани, која е вистинска приказна на еден актер од Битола. Викам, животот е танц, но смело танцувај низ него, зашто повредувањето ме тера да имам страв да ти се доближам без сенка, без слава. Доколку ми дозволите, кратката рецензија на Сузана Турунџиева би сакала да ви ја прочитам од романчето. Кратка книга со многу моќна порака. Љубовта боли. Поради стравот, гордоста и наетот, поради погрешното време и пропуштените можности, поради лажниот морал, вистинските пријатели, ниските страсти, поради отсуството на храброст и упорност, но и поради алкохолот, пороците и нивните слабости, на некои љубови не им пишано. И поради сето тоа љубовта боли. Остани е прво дел од овој тип, кој што беше препознатлив само по некоја нежна поезија претходно кај авторката, но директно не потсетува на тоа кои се најбаналните грешки, погрешни чекори и навиду мали испади во нашето однесување кои предизвикуваат големи разочарувања. Оваа динамична, современа и толку за денешницава позната љубовна сага во која главниот протагонист Огнен е во потрага по својата вистинска љубов и жив доказ дека љубовта навистина знае многу да боли. Низ многуте негови љубовни разочарувања, невозвратени чувства, безнадежни очекувања, ни се потврдува и оверува фактот дека сите наши врски, релации, избори и настани се однапред детерминирани. Со други зборови, не сме ние тие што одлучуваат дали некоја врска ќе успее, ќе трае или пак ќе боде некому очи. Дури кога мислиме дека сме успеале во љубовта, срвот никогаш не престанува да мирува. Судбината, кога тогаш доаѓа по наплата на долгот и сурово си го зема своето. Данокот, и од некаде, од некого, од немајкаде, некој мора да го плати. Дали е сето тоа кармички предодредено? Дали се работи за некој долг кој некој не го доисплатил? Сето тоа е заради чудната математика на судбината, веројатно не се знае, но едно е повеќе од јасно. Љубовта боли и разорува, а таа е вечна и неисцрпна инспирација за многу автори, без оглед на нивното животно искуство или пак нивниот пол. И мажите, и жените, и младите, и возрастните го користат истото гориво, љубовта. Дури и кога таа боли, пече и отвора живи рани. И тогаш кога сме далеко од саканата личност и трпеливо го чекаме денот, кога ќе ја изненадиме, и тогаш кога мислиме дека конечно ја имаме во прегратки за секогаш. Моќта на младата авторка да не носи лесно и брзо низ ситуациите на романот, да создава неизвестни заплети, не ни дава можност да прекинеме со читање или да го оставиме за подоцна. Туку умешно низ секоја следна сцена не навлекува се подлабоко и појубавитно да навлеземе во срцето и мислите на Огнен, кој е олицетворение на едно урбано, културно и златно момче, кој едноставно немало среќа во љубовта. И покрај неговото добро однесување, убавите маниери, трпението, кој ниту еднаш не го напуштило, животот едноставно за него припремил само грди изненадување. Но наше е да ја распакуваме најважната порака која ни ја носи овој роман и да се запрашаме кој и зошто ја одредува количината на нашата среќа или несреќа и нашите избори и зошто на најдобрите секогаш ни се случуваат лоши работи. Кога продолжив со следната книга На врв и на дно, на првата страница напиша: на крајот му нема крај. Додека зошто тоа така го размислував, се прашав, ќе останам ли човек додека постојам? Денес сум овде, утре сум можеби на дно, но на било кој скалино не се задржуваме долго и секаде треба да се остане при себе, свој, но сепак човек, затоа што ќе останат само нашите дела. На 4 декември излегоа 2 книги од еднаш или 2 дела, Од до и Димензионално послание, повторно барајќи ја димензијата на човечност во Богот. Мојата инспирација доаѓа од секојдневието, од вашите погледи, од вашите разговори со мене, од секоја средба, од секоја поинаква светлина на очите на луѓето. Не ми инспирира само едно нешто. Не сум од поетите кои ноќе пишуваат. Моментите кои ме носат во текот на денот, каде што знам да застанам и на брзина да напишам нешто, се мислите кои што знам дека се менуваат, а карактерот останува токму како што си го имам.
да бидеме луѓе додека постоиме. Ви благодарам премногу што сте тука, што ми окажавте вашата чест и ме удостоивте да сте со мене. Ви благодарам. Дали некој од присутните има некоја прашање до авторката или можем јас да поставам? Доколку има некој, слободно нека праша. Јас би сакала да прашам. Дали во Македонија се живее од поезија? Или може би тоа се прави за кетна душа? Одамна, уште од 2014 година, кога издадов првата книга, ме научија дека девојче не се чуваат за пишаните работи во филм како се изгубат. Може би ќе се изгорат, може би ќе се расфрлат некаде. Се што создаваш, направи го да остане во тебе, затоа што таму ќе живееш вечно. Па на хартијата и дадов вредност. Но тоа е нешто што те благодарува целиот твој живот и те носи во поинаков свет. А јас работам во еден Стоколма, каде што сум обичен работник. Затоа што немаме пари од ова нешто, но ова е мојата душа, ова е мојот живот. Преку ова можам да живеам, да го замислам нештото дека е многу побаво, наместо грба. Да си дадам смисла на работите кои што ги правам, затоа што тие настани што ги правам со самите промоции како што беше во Скопје на 4 декември, својата мисија која имам на земјата некако зацртана, мислам дека ми дава доволно смисла на работа. Од каде црпите инспирација? Најмногу. Како што кажав, од любието, од сите погледи, од сите средби, од нечии размислувања, од сите оние мисли кои што ги искажуваат луѓето, кои што само ги слушам, а не морам да ги прифатам, затоа што некако постоиме онака како што мислиме дека можеме да постоиме на сопствен начин, но сепак присебен. Од сето она што имате издадено, која според вас ви е најдобра или најдрага? Не постои записател нешто што може да ви каже дека не му е добро. Почнете од првото и никогаш не барете да завршите на последното. Затоа што само најдоброто е доволно добро. Зашто го велам тоа? Ако останев на првото дело и издадов книга, готово завршив, немаше денес да постојат 7. И ова 7 повторно некако не ми е добро, сакам се уште. Малку ми е живото да се изнапишам некако, мислам дека, како ги почувствував овие 42 години, како да немам време да се она што сакам да кажам, го преточам во пишан збор, но колку ќе ми се даде време, колку ќе успеам во тоа, се зависи пак од некого, некаде кармички предодредено, за да можеш да направиш нешто повеќе од себе. Колку мислите дека кај нас се поддржуваат или промовираат македонските автори? Па некако повеќе се читаат странските, мислиме дека се подобри од нас, но кога ќе споредите поезија или ќе споредите некој роман од наш автор, ќе сватите дека нема некоја голема разлика, него самото негово име дека е од некаде, некако звучи поинтересно па да се прочита. Но еве, повелете, прочитајте, ќе видите дека има и во нас нешто што вреди. Ајде да слушнеме уште една песна за крај. 5 минути. Ви го прекриваш телото, со плетка исплетена. Лаги и ефтино купена насмевка за надпис. Покорена душа, привлечна замисла, сличност на мртво тело и нефункционирање на мозокот. Изброј ги овие моменти, дзиркај го крајот. Ова се моите 5 минути. Почитувани присутни, ќе ја завршиме денешната промоција. Навистина ми е многу мило што авторката ја прифати поканата и еве заедно го одбележавме светскиот ден на поезијата. И благодарам на Антонела за обоопштените стихови, вам ви благодарам за вниманието, да живее поезијата и секако да продолжиме да ги поддржуваме нашите македонски автори. Доколку сакате да купите книга, повелете авторката ќе остане тука. Ви благодарам.